Двојно побројни се предвремените породувања кај трудници инфицирани од COVID-19, отколку кај тие што не се заболени од вирусот. Ова го покажале истражувања од досегашното искуство со пандемијата. 12% дури од инфицираните жени, значи кои што трудници се COVID позитивни, 12% завршуваат со предвремено породување, што кај неинфицираните жени тој процент е упола, значи 6%, некаде околу 6% завршуваат со предвремено породување. Двојно се зголемила и опасноста за смртност кај тие новороденчиња. Кај жените, трудниците кои што се COVID позитивни и кои што се инфицирани, стапката е некаде околу 8 мртвородени на 1000 заразени, за разлика од стапката на мртвородени, која што е некаде околу 3,5 на 1000 кај неинфицираните. Значи, сепак постои низок, но сепак поголем ризик за да заразената жена, особено во последниот триместар, заврши со предвремено породување, па дури и со мртвородено. Во некој случај пак, предвременото породување се пременува за да се спаси животот на мајката. И тоа предвремено породување после носи дополнително оптеретување во однос на лекувањето на бебето, кое што доколку не би имало COVID, би останало, да речеме, подолго време во стомакот на мајката и би било поразвиено и посозреано кога ќе се роди. На гинеколошко-акушерската клиника досега се регистрирани 30 предвремени породувања од 300 згрижени жени во COVID центарот. Од клиниката советуваат да не се занемаруваат редовните прегледи. Најдобар начин е токму во превенцијата, а таа може да се превенира ако мајките кои што планираат бременост, значи уште пред да останат трудни, посетуваат доктори и тие се некои ризик фактори на кои што може да се влијае, може да се минимизираат, да се модифицираат и практично да се отстранат како потенцијална причина за предвремено породување. Педијатрите и неонатолозите препорачуваат и унифицирана примена на новите методи од неонатологијата. Од самото раѓање бебето да биде поставено на кожата на мајката, на градите на мајката, значи да започне тој процес на поврзување психичко, меѓутоа исто така и физичко поврзување, односно лактацијата на мајката да се стимулира, нели, создавањето на мајчино млеко, затоа што и мајчиното млеко за овие предвреме родени бебиња, иако е неколку капки во првите денови, има многу круцијално значење и многу помага за намалување на сите негативни штетни ефекти од предвременото породување. Здравствените работници укажуваат дека е неопходен и повеќе кадар за поголема грижа кон тие новороденчиња. Од Министерството за здравство пак велат дека веќе имало вложувања во опрема, едукација и проширување на стручните тимови на гинеколошката клиника. Како што додаваат, тоа довело и до намалување на смртноста кај предвремено родените бебиња на оваа клиника, која лани изнесувала 10% од вкупниот број третирани новороденчиња. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.